Добар ден, драги ученици! Јас сум наставничката Трајковска од Основното училиште Војдан Чернедренски, Скопје. Денес ќе се запознаеме со новата наставна содржина за 8 одделение – балада како лирско-епска песна. За овој час, како наставни средства, ќе ви бидат потребни учебник, тетрадка и прибор за пишување. Цели на часот. Ученикот да научи за поемот балада, нејзините карактеристики и особености, да умее да ја препознае и разликува од останатите лирско-епски песни, да ги развие своите индивидуални креативни способности во поетското изразување, да ја поттикне љубовта кон поезијата. Да се потсетиме на преднаењата. Литературата како уметност на зборот се дели на лирика, епика, драма. Лирика изразува чувства во песната. Епика раскажува епска поезија, епска проза. Драма прикажува комедија, трагедија, современа драма. Преку интерпретација на народната песна, заљубиле се две луди млади, ќе ги откриеме и ќе ги запознаеме особеностите на балада. Заљубиле се душо две луди млади, две аџамии. Мома ја љубит со црни очи, лудо го љубит со суво грозје. Ми дочула кучка мрштеа, та ми прегнала на Нови Пазар. Та ми однесла горка зера, та ми отрула две луди млади. Лудо ми умре кад пладнина, мома ми умре кун вечерина. Та ми дочула кучка мрштеа, та ми дочула кучка мрштеа. Стоп. Та ми прегнала четворна кола, та ми однесла меѓу два друма. Мома закипа меѓу два друма. Лудо закопа меѓу три друмје. Мома излезе долга лозница. Лудо излезе црвен трендафил. Одошто љубов што си имае. Мома ми пушти лоза кон лудо. Лудо ми пушти мишка трандафил. Мишка трандафил кон мала мома. Одошто љубов што си имае. Двајца млади ми се здружие. Пак си дочула кучка мрштеа, да си отишла дур дома е и да си зела остро сорче. Та ми отишла меѓу два друма, та си исекла лозница. Пак си отиде меѓу три друмје, та ми исекла црвен трендафил. Та ми отишла дур дома си, та ми завали два силни огнеи, та ми изгоре долга лозница, та ми изгоре црвен трендафил, та ми се стори белана пепел, та ја собрела белана пепел, та ја фрлила во градинчето, та ми излезе рамен босилјок, шо ми носет свејуначина под фесоине, а девојкине во пазуине, а дечинана во рачинана. А сега накратко да поразговараме за песната. Каков настан опел народниот пејач во песната? Народниот пејач ја опел трагичната љубов на момата и момчето. Каква била судбината на двајцата млади? Нивната судбина завршила трагично, но силината на љубовта продолжила да живее. На кој начин маќијата ја уништила љубовта? Маќијата нивната љубов се обидела да ја уништи во неколку наврати. Со тоа што ги отрула, ги исекла гранките, ги изгорела истите и на крај ја расфрлила пеплата. А сега да ги кажеме непознатите зборови во оваа песна. Аџамии, недоволно созрени луѓе. Как? Како? Маштеа, маќја. Кун, кон. Друма, пат. Сорче, алатка. Фесови, турски кафи. Продолжуваме со лирски и епски елементи во песна. Лирски елементи: емоционалност, љубов, омраза, тага, натеж.
визуелни елементи и аудитивни елементи. Стилски фигури. Анафорати. Тами, таја, епитети. Луди млади, црни очи, кучка наштеја, долга лозница. Градација е присутна из целата песна. Метафора. Мома излезе, долга лозница, лудо излезе, црвен штрандав. Музикалност. Рима нема, ритам бава. Структура на песната. Астрофична и сетера. А сега, ученици, ќе ги проследиме епските елементи во песната. Ликови во песната. Девојката, момчето, маќејата. Раскажување на настанот по хронолошки пат. Песната има содржина, да се опеува тажната и несреќната животна судбина на двајцата млади кои се будо заљубени, чија љубов лошата маќеја ќе се обиде да ја уништи. Нивните животи скаснуваат, но љубовта продолжува да живее. Оваа народна песна "Заљубиле се две луди млади" спаѓа во редот на балада. За кои песни велиме дека се балади? Балада е лирско-епска песна која во себе содржи елементи и од лириката и од епиката. Лирското во неа се чувствува со кој се опева некој настан кој завршува трагично. Епското е нарацијата која ги представува настаните и случувањата во кои е присутна драмска напнатост поради судирот на спротивноста на доброто против злото. Љубовта против омразата. Баладата потекнува од народната книжевност на 15 век и по буквален превод значела играм, танцувам. Нејзините почетоци се поврзуваат со Италија и Франција. Таа може да биде народна и уметничка. Во македонската литература балади пишувале Блаже Конески, Ацо Шопов, Славко Јаневски, Кочо Рацин и други. А сега, драги ученици, за домашна задача е следнава табела. Вие треба да ја дополните. Знам, сакам да знам, научив, учам за да знам. Лирски песни, поделба на песните, мотив. Сакам да знам што е балада, потекло на баладата, особености на баладата. Научив, балада, дефиниција, особености, автори на балада. Учам за да знам. Бидејќи слушам песни кои имаат тажна содржина, отсекогаш ме инспирирале силни емоции, силни чувства, омраза, љубов, добрина, били инспирација многу стихови. Вие треба за домашна задача да ги дополните следниве полиња. Ви благодарам на вашето внимание.